Кој ги заплашува граѓаните на Кочани и сите други што пијат вода од градскиот водовод за можно загадување на истата од јаловината која пред некој ден истече од рудникот Саса и преку Каменичка река се влеа во акумулацијата Калиманци. Дотолку повеќе со дообјаснувањето дека Каменичка река се влева во Брегалница, а Брегалница тече покрај бунарскиот систем кај Грдовци. На тие што им е познато веројатно ќе се насмеат на ваквата конструкција, но на тие што не име треба да знаат дека Каменичка река нема непосреден контакт со Брегалница, туку двете реки од различни страни се влеваат во Калиманци. А браната Калиманци во случајот има улогата на таложник на јаловината која доаѓа од рудниците со водите на Каменичка река. Поради големината и зафатнината на акумулацијата со капацитет од 120 милиони кубици вода кога е полна, тешко е да се поверува дека затемнетата вода воопшто доаѓа до испустите за во Брегалница или магистралната каналска мрежа. Од тука речиси невозможно е загадување на бунарите кои водата ја црпат на длабочина од 50 на метри. Меѓутоа, дека излевањето на јаловината во количини од 3000 кубици еколошка катастрофа е повеќе од очигледно, бидејќи доволно е само да се погледне коритото на Каменичка река. Дозирани се изјавите дека немало помор на риби во реките и езерото. Впрочем, ако јаловината не е штетна, немало потреба да се гради такво јаловиште, а истата би се испуштила секојдневно по реката. Како и да е, ова е кој знае која поред екокатастрофа. Е уште една најсериозна опомена дека тие што вршат експлоатација на рудата во Саса мора да издвојат многу повеќе средства за таложење и обезбедување на јаловината, бидејќи мала ќе биде користа од профитите ако се уништи целокупниот растителен и животински свет во реките, езерото Калиманци и потечението на Брегалница.